Денес е недела за сите нас, за некој заврши одмор, за некој почнува, за сите е недела. Велат дека неделата е убав ден со еден недостаток. После недела доаѓа понеделник. И оваа слика можеби и изразот на оваа дете на лицето го покажува односот што многумина го имаат кон понеделникот. Се разбира, оние што одат на работа. Луѓето не го сакаат, работниците не го сакаат многу понеделникот. Велат некој така на шега, Бог сите денови ги направил убави, меѓутоа петокот го направил поубав од понеделникот. Некои па други велат, тешки се само првите 5 дена после викендот, потоа е се полесно. Веројатно една од причините зашто луѓето не го сакаат понеделникот, зашто тоаш почнува работната седмица. Одат на работа. Некои не се сакаат работата што е работат. Велат дека многумина пак не сакаат да одат на работа поради самите односи таму што владеат, поради меѓучовечките односи, меѓу односите што работникот или работниците ги имаат со нивните предпоставени или некои други такви слични причини. И навистина, многу работници се радуваат кога ќе слушнат дека нивните предпоставени, шефови или газди, поради некои причини нема да доаѓаат на работа неколку дена. Тогаш е поубаво, полесно се диши. Така велат работниците. Не важи тоа во секој случај, но обично е така. Изучувајќи го ова послание до Ефесјаните, гледаме дека во Христос, преку верата во Христос, како верници, како нови созданија, ние доживуваме внатрешна промена, внатрешна преобразба, внатрешна трансформација, но не само трансформацијата е внатре во нас, таа е во сите области на нашиот живот, во нашето поведение, во односите што ги имаме во останатите области во животот. Видовме во претходните изучувања како верата во Господ го променува нашиот поглед, нашата перспектива за бракот. Како ние можеме да живееме поинаков брак и да имаме поинаков став, поинаков поглед од оној кој што владее во светот. Во светот луѓето се повеќе гледаат со презир, гледаат со цинизам на брачниот живот. Во Христос ние можеме да имаме радосен живот и во брачните односи. И видовме потоа каков во Христос или што Бог од нас очекува во односите со децата, родителите кон децата и децата кон родителите. Посебно сега во ова време, во последните децении, кога родителите искусуваат се повеќе проблеми во односите со децата, се повеќе бунт, непокорност има кај младото поколение, буквално знакот на младото поколение во последните децении од 60-тите години навамо е бунт, некој револт кон се стандардно, се типично и во тој поглед и кон односите со родителите. Принципите што ги дава апостол Павле во овој текст ни помагаат да изградиме добри односи во тие најважни области во животот. И откако говори за бракот, за семејството, следните стихови од 5 до 9 гледаме преминува на една друга исто така многу важна област во животот. Во тоа време таа област била исто така дел од семејството, господарите и робовите. Робовите биле дел од семејството и овие стихови остануваат во рамките на семејните односи. Денес е малку поинаку, но принципите што овдека се запишани, кои ги регулираат односите на работа, се многу важни и регулираат исто така многу важна област во нашето живење и ние како христијани можеме да бидеме голем пример, светлина и во оваа важна област. Покрај семејството, црквата, работните односи можеме да кажеме третата најважна област во човечкото живење, зашто сите ние сме поминале голем дел од животот или ќе поминеме голем дел од животот на работното место. Велат дека некаде 1/3 од човечкиот живот поминува, од времето на човекот поминува на работа. И многу е важно како на работа,
преку верата во Господ ќе градиме вистински однос со оние со кои што работиме и со претпоставените. Што е важно да кажеме за овој текст? Прво, историскиот контекст е малку поспецифичен. Апостолот говори или пишува на слуги или робови, зборот е робови, точно, дулос, и господари. Денес нема робови и господари, и апостол Павле не пишува за шефови и работници, зашто тој пишува во конкретно историско време кога имало робовладетелски односи. Имало господари, имало и робови. И голем дел од луѓето во црквата биле робови, еден дел биле и господари. Велат некои податоци дека скоро половината од целото население во Римската империја биле робови. Исто така познато е дека Евангелието прво се шири меѓу робовите. Тие први го прифаќаат Евангелието. Сега кога говориме за робови, не мислиме задолжително веднаш во главата, не треба да ни дојде слика за прости, нечисти, необразовани луѓе. Робовите во тоа време била работната сила. Секој што работел, нешто бил роб. Робовите работеле. Робовите работеле сите видови на работа. И интелектуалниот труд бил робски труд, и физичкиот труд бил робски труд. Аристократијата, господарите не работеле ништо. Во работелското општество секој вид на труд, па дури интелектуалниот труд, бил презиран. Гледале со презир. Така да робовите биле и оние што го управувале домакинството, како економи, оние завршувале економија. Робовите биле и архитектите, робовите биле инженерите и лекарите, робовите биле и оние што физички работеле, робовите биле денеска работниците, оние што работат. Господарите единствено работеле нешто што е така за задоволство. Можеле да пишуват песни, да цртаат, да си свират. Единствено уметноста или трудот во уметноста не бил недостоен труд. Само таков труд се занимавале. И она денес идилична представа што имаат младите луѓе, дека најдобра работа е она работа што сакаш да ја работиш, е всушност една стара представа за работата од таквите односи, робовладетелски односи. Не постои во реалниот свет таква идеална работа во која ти до крајот само ќе уживаш. Тоа било привилегија на господарите некогаш. Денес, колку и да ја сакаш работата што ја работиш, таа е професија и станува одговорност, бидејќи е труд, ти вложуваш труд. Така да, имало робови во тоа време, меѓутоа во црквите имало и господари. Не малку и господари поверувале и влегле во црква. И сега се создал еден специфичен однос меѓу робовите и господарите. Кога доаѓале на служба во црква, доаѓале заедно и седеле заедно во црква робови и господари. И во црквата тие слушале дека и робовите и господарите се еднакви, се рамноправни пред Господ. Дека Христос подеднакво ги спасил и едните и другите, без да прави разлика меѓу нив. На службите слушале дека во Христос нема роб, нема слободен, сите се еднакви. Но робовладетелското општество во својата суштина е општество на неправда, на неравноправност, нееднаквост. Господарите имаат сета власт над робовите. Господарите ги имаат сите права, робовите немаат никакви права. Робовите се имот на господарот. И сега кога слушаат во црква такви проповеди, дека сите се еднакви во Христос, потоа заедно се враќаат и господарите и робовите дома. И сега се постава прашањето, добро, ние сме браќа и сестри во Христос и ќе се променат ли сега односите дома, во семејство, на работното место? Дали сега
установаме еднакви, равноправни. Дали се тия класни разлики меѓу господарите и робовите треба да се тргнат во семејството. И апостол Павле овдека пишува многу јасно. Вие робови, независно од тоа што сте во Христос еднакви, имате една обврска, една одговорност, а вие господарите се устанувате господари, но во Христос вие треба да имате во предвид некои работи. Вие робовите, бидејќи сте сега верници во Христос, треба да бидете уште поодговорни во својата работа и во својата покорност кон господарите. Робот се останува роб во општеството, господарот се останува господар. Сега некој може да каже, ама денес нема господари, нема робови. И може ли овој текст да има некакво значење за нас? Може. Иако не се работниците робови денеска, сепак вистината е дека работникот денес си го продава својот труд, своите способности, своето знаење, своето време за определен период од денот. Од 8 наутро или од кога почнува работното време до 4 до 5, тој не може да располага со својот труд, со своето време, со своите способности како што тој сака. Тој е одговорен, според работните односи договорот, во тоа време да го прави да ги извршува они работни задачи кои му ги дава предпоставениот, работодавачот. Не може работникот да си каже, сега од 8 до 12 на работа ќе земам топка и во дворот на фабриката ќе си играм кошарка или ќе земам карти и ќе си играм карти со работниците. Може да се случува некој работни место, но тој не може да го користи тој дел од денот како што тој сака. И во таа смисла односите се исти како и во тоа време, кога апостол Павле пишува. Работникот има одговорноста да извршува работната задача која му поставена од работодавачот, одговорност како што овдека пишува апостол Павле. И уште една работа. Апостол Павле всушност многу го крева погледот многу повисоко кон работата, работните односи и дава механизми или принципи преку кои работните задачи, работата што се извршува, независно од тоа каква е, представува задоволство или го исполнува човекот, ако знаеме кој ни ја дава и за кого ја вршиме таа работа во суштина, на вистина, вистински. Ајде да видиме што всушност вели апостол Павле. Инструкциите што ги дава до работниците се поделени како еден заповед или некакво дејство што треба да го имат, со какво поведение треба да го извршува тоа дејство, има една невидлива мотивација. Невидливиот Бог наградува ако вие соодветно се однесувате на своето работно место. И првата заповед или основната заповед што ја дава е заповед за послушност. Вие слуги или работници во денешен контекст бидете послушни или покорни на вашите господари или работодавачи. Изборот послушност е истиот оној збор што го видовме за децата од војната терминологија и значи покорност кон авторитет, извршување на заповеди. Вие треба да ги извршувате заповедите, да сте послушни како што војникот е послушен на старешината, на офицерот. Другото нешто што овде ни остава впечаток е дека апостол Павле во целиот овој текст и на другите места каде што пишува за господари и робови, на никаков начин не вклучува некои идеи за рамноправност, за повеќе права на робовите, за сите оние нешта кои го одбележаа минатиот век, 19 и 20 век. 19 и 20 век помина во идеологијата на класната борба како единствено средство или начин онеправданите, работниците, пролетаријатот да добијат повеќе права и да стигнат до некакво праведно општество. Нели? Тоа беше идејата на марксизмот.
Работниците треба да водат војна со господарите, со капиталистите и со социјални револуции, со класната борба, ќе извојуват повеќе права и така ќе се гради понапредно општество. Што видовме всушност на крајот на краиштата? Денеска, во светски рамки, повеќе социјална правда има во оние земји кај што немаше социјална револуција, немаше класна борба на работниците, но владеа библиските принципи. Например, повеќе социјална правда и работниците се побогати и живеат подобро во една Шведска, во скандинавските земји, во една Германија, во оние земји каде што работниците и господарите, работодавачите следеа библиски принципи. Во оние земји каде што тргна Бог, а пролетаријатот водеше војна, класна борба за повеќе права, денес во тие земји има помалку социјална правда. И таму и условите за работа, и односите се на пониско ниво. И затоа апостол Павле воопшто овдека не вклучува идеи за некаква борба на работниците за повеќе права или сите оние нели нешто кои денес ги говориме за равноправност, еднаквост и така натаму. Апостол Павле дава библиски принципи, дека преку односите со Господ Исус Христос се подобруваат сите други односи во човештвото, во општеството. Ако ги следиме овие односи, ќе има благослов и ќе има напредок. И навистина, иако Библијата воопшто не говори, Новиот Завет, Господ Исус Христос, овие послања, иако воопшто не говорат за револуции, социјални револуции, иако не говорат за унапредување на права на луѓето и така натаму, самото христијанство, како што се ширеше низ во Римската империја, на крајот доведе до рушење на робовладетелството. И секаде каде што христијанството било негувано, секаде каде што луѓето живееле со вистински односи кон Бог, таму имало постојано напредок. Повеќе и повеќе. Во секој поглед. И во економија, и во култура, и во образование, и во наука, во сите области. Следењето на библиските принципи. Следењето на овие принципи води до напредок. Историјата го покажала тоа. И апостол Павле овдека е заинтересиран од вистински односи кон работата на работникот и вистински односи, вистински став на работодавачот кон работникот и кон работата. Тоа е патот за успехот. Еве една мисла што е напишана во книгата Падот, тоест деклинацијата или деградацијата и падот на Римската империја, напишано човек кој не е кој знае каков верник. Вели вака: додека мокната Римска империја беше завладеана од насилство и подкопувана од гнилежот, една чиста и смирена религија нежно се провлекуваше во умовите на луѓето, се ширеше тивко во мракот, ја влечеше силата од опозицијата за да на крајот го постави победоносното знаме на крстот врз руините на империјата. Како што тивко се ширеше христијанството, ја рушеше империјата. Со мир, со љубов, пропагирајќи кој Христос кој беше распнат на крстот. И затоа апостол Павле вели: вие работници, покорувајте се на господарите, работете како за Господ, а Господ нема да ве заборави. Тој си го прави неговото. Значи, прво што бара е едно поведение на покорност, на послушност. Тоа поведение на покорност или послушност треба да биде, како што пише во овдека, во страв и во трепет. Сега, кога вели страв и трепет, тоа воопшто не значи дека робовите или денес работниците треба да треперат од господарите. Друга е идејата. Ова фраза страв и трепет апостол Павле употребува на 3 места во Новиот Завет. Еднаш овдека, еднаш во 2 Коринтини 2 глава 3 и 4 стих и во Филипјаните 2 глава 12 стих. И во сите места апостол Павле, кога го пишува за страв и трепет, тој мисли за страв и трепет за собственото поведение. Да не би случајно се искуши
и почне да се однесува на начин кој не е угоден на Господ. Например, во 2 Коринтияни, 2 глава. Тој вели дека бил во страф и трепет пред коринтијаните. И објаснува многу добро зошто бил во страф и трепет. Да не биде искушен, да почне да им говори филозофии што ги сакат грците и на тој начин да се изгуби пред нив силата и славата на Божјото Слово. Древните грци сакале да слушаат филозофски акробатики, сакале да слушаат сладкоречиви оратори кои им ги галат ушите со различни филозофии. Тие сакале такви луѓе. Таквите луѓе ги освојувале нивните симпатии. И било силно искушението за да ги на апостол Павле, да ги освои симпатиите на грците и тој да почне така. Не, што е можел, знаел. Тој ги знаел сите принципи на сите шеми филозофски, ги знаел принципите на ораторството, риториката. И тој можел да пристапи пред нив на таков начин, на начинот што они го сакаат, и така да ги освои со човечки филозофии. Но тој вели, не пристапив на таков начин, за да се види силата на Божјото Слово преку силата на Светиот Дух, преку сила и преку знаци. И тоа е стравот и трепетот на апостол Павле. Да остане доследен на проповедта за крстот, колку и да звучи тоа безсмислено за грците, колку и да е безумие словото за крстот, да говори за крстот и да преку силата на Светиот Дух да се види Божјата мудрост. И затоа апостол Павле во страф и трепет. Во Филипјаните па во 2 глава 12 стих вели во страф и трепет да го изработуваме спасението. Продолжува и вели, знаејќи дека Бог прави да можеме и да сакаме да извршуваме неговата воля. Бог прави се. Тој прави ние да можеме да бидеме послушни, да го изработуваме спасението и да сакаме да го правиме. Тоа е од него е се. И нашиот стравот и трепетта која треба да имаме кон нас е од тоа да не паднеме во искушение, да се заблудиме дека ние правиме се, дека ние со наши човечки стратегии преку човечките пресушени извори можеме да стигнеме до нешто. Само преку Божјата благодат. Бог прави се. Идејата да внимаваме, да се држиме здраво за Него и со Неговата помош да одиме во животот на спасението. И овдека, всушност, кога вели за страф и трепет, тоа е контекстот во кој што обично апостол Павле користи оваа фраза. И овдека сака да им каже, во страф и трепет, внимавајте да не се отклоните од овие заповеди што ви ги давам, од она што му е угодно на Бог. А на Бог му е угодно да бидете покорни, покорно, послушно да ги извршувате должностите на работното место. Не би случајно да се завлечете по некои човечки стратегии, човечки идеи, човечки трикови како да излезете од тие одговорности. И на тој начин да отпаднете и од Божјата благодат. Да отпаднете од она што Бог сака да ви го даде преку вашата послушност, преку вашата покорност. Значи, тоа е идејата на стравот и покорноста, на стравот и трепетта. Постојано да бидеме внимателни, да го слушаме Бог, она што Бог го сака од нас во сите области, па и овдека на работното место, да не би случајно се оттргнеме и отидеме во некои други филозофии и идеи за работата. А покорноста, значи, треба да биде во страф и трепет и пишува во простотата на срцето како кон Христос. И овдека зборчето простотата би било поправилно да се преведе како искреноста или неподеленоста, нераздвоеноста на срцето. Зборот кој е преведен како простота, значи срцето да биде или умот да биде единствен во нешто, искрен, да не биде лицемерен, да не биде раздвоен. А во што може да биде раздвоен умот на човекот кога станува збор за работата, работното место? Да не работи посветено како за Господ, туку да почне да работи за да угодува на луѓе.
И ако забележувате во овој текст дури 4 пати апостол Павле спомнува не како за луѓе, туку како за Господ. Во простотата на срцето како кон Христос да бидете послушни да работите. Не работете само за пред очи, туку како Христови слуги. За Христос работете. Доброволно служејќи како да му служите на Господ, а не на луѓе. Значи, во вашето сознание, во вашето срце, постојано треба да биде таа искреност на работата. Јас работам одговорно како за пред Господ. И тоа е всушност вистинскиот предизвик на работното место. Јас не работам бидејќи некој шеф или некој работодавач го бара тоа од мене, туку јас го работам тоа бидејќи мојот вистински работодавач е Христос. И јас работам за него. Тој бара од мене да работам покорно, послушно. И јас работам него да го задоволам. И тоа носи предизвик. Не исто кога некоја работна задача ќе ти даде некој обичен човек и кога ќе даде некој висок авторитет. Например, некој цар, некој пред голема личност, ќе ти даде некаква одговорност да завршиш нешто. Тоа носи привилегија. Тоа е чест. Некој голема личност да побара од тебе да направиш нешто. Овде апостол Павле вели, вие треба да работите бидејќи вашиот работодавач во суштина е Исус Христос. И вие работите за него. Вашата работа е служба за Господ. Со други зборови, служење за Господ, духовна служба, не е само проповедањето. Духовна служба не е само славењето. Духовна служба е се што правиме. Не можеме да ги поделиме работите на светски и духовни. Се е духовна работа. Се што правиме, ние го правиме за Господ. Се е служба за Господ. Работата на робот е служба за Господ. Работата на инженерот е служба за Господ. Работата на лекарот е служба за Господ. Работата на кондураджијата е служба за Господ. И Лутер има напишано една убава мисла во тој поглед, вели, работата на домакинката и на докјанџијата е исто толку света, колку и работата на свештеникот. Да се мијат чинии или да се попаруваат чевли за славата на Бог не е помалку славна задача од проповедањето на Словото. Се е духовна служба, вели апостол Павле. Се што правиме, го правиме како за Господ. Џон Стот вели, секоја домакинка треба да го готви јадењето и не баре исто како Исус да ќе дојде на ручек и да чисти дома исто како да Исус да дојде на гости тој ден. Тоа треба да биде односот кон работата. Ако знаеме или ако работиме со тоа сознание дека ние всушност за Бог работиме, дека Бог е нашиот предпоставен, дека тој е нашиот шеф, нема да запаѓаме, да заглавуваме во некоја рутина во работата и во монотонија. Работата ќе биде предизвик. И тоа е, така ги охрабрува апостол Павле о неправданите робови, оние кои били измачувани. Им вели, вие треба да бидете охрабрувани, да бидете мотивирани. Независно колку е неправедно, какви се условите, вие работите за Господ. Тој, вашата работа е славна за Господ. А ако работиме, или овде дека апостол Павле вели, ако работите со страф и трепет, со послушност и со оној збор што беше овде дека простотата на срцето или скреноста на срцето, тогаш вие нема да работите само за пред очи. Да не работите, што значи да се работи само за пред очи? Да се работи само кога те гледа некој. Кога не те гледа, не работиш. Кога е тука господарот или предпоставениот, работодавачот работиш, кога го нема, не работиш. Само за пред очи. Колку за да го задоволиш оној предпоставениот. Има една таква случка со некој мисионер, кој отишол во Африка во некое заостанато племе и решил да гради просторија за служби, црква. И ги ангажирал луѓето од селото, ветувајќи им,
плата и тие почнаа да работат по неговите инструкции и забележал дека кога оди некаде во град и отсуства цел ден и ќе се врати, ништо не е сработено. Но еднаш кога се вратил, останал зачуден, кога видел дека се е изработено, иако тој не е таму. И се чудел што е работата, што ги мотивирало луѓето и во неговото отсуство да работат. И тогаш забележал дека на неговата маса, работна маса, која била во близина на објектот, се ги заборил очилата. Луѓето мисле дека тој преку очилата може да ги наблюдува, иако не е таму. И што направил? Сегош кога одел некаде ги оставил очилата. Ама, луѓето нашле начин како и пак да се спасат, така што почне да ги покриваат очилата кога одел некаде. Идејата е дека ако човек работи само за пред очи, тој ќе најде начини како да не извршува работата. Затоа апостол Павле сака да каже овдека, вистинската мотивација за работата не доаѓа од предпоставениот или неговата строгост или неговата контрола, од ставот дека тоа што го правиш е за Господ. Неговите очи гледаат. Ако тоа е нашиот предпоставен, а тоа е така навистина, тогаш неговите очи постојано гледат. Никој не може да се сокрие од неговиот поглед. И понатамо вели, некако оние што сакаат да им се умилкуваат на луѓето, туку како за пред Господ. Има луѓе кои работат за да ги задоволат луѓето, тоест се умилкуваат пред луѓето или се гребат, ние нели така велиме, гребатори, полтрони. Работат, се покажуваат добри пред шефовите, кажуваат ласкави зборови, во нивно отсуство кажуваат се, но во нивно присуство се представуваат како добри работници, се со цел да ги стекнат нивната доверба, симпатии и така да добијат нешто од луѓе. Подобра плата, подобра позиција, напредок и така натаму. Апостол Павле вели, таквиот однос не е угоден на Господ и таквите нема да добијат ништо од Господ. Ке ги добијат човечките пофалби, ке ги добијат човечките награди, но нема да добијат ништо од Господ. А која е мотивацијата за сетото, за таквиот однос? Знаејќи дека секој, независно дали е роб или слободен, ќе добие од Господ според доброто што го направил. Тоест, ако вие имате таков однос кон работата, ако работите како за Господ, тој нема да ве остави така. Неговата награда нема да изостане. Можеби Господарот или работодавач нема да го оцени тоа. Можеби нема да ја даде соодветната награда, но од Господ наградата нема да задоцне. Тој ќе го даде благословот. Можеби не секогаш тоа ќе биде преку поголема плата или подобро работно место или унапредување така натаму. Но вистинскиот благослов и не е и тоа на крајот на криштата. Вистинскиот благослов не е сегош повеќе пари, вистинскиот благослов не е сегош подобра работа, успех во кариерата и така натаму. Има толку многу семејства во кои нема кариера, кариеризам, градење, нема висока плата, но има радост, има исполнетост, има спокојство, има мир, има смеа. А има толку домови во кои што има и кариери високи, има и добри позиции, има и плати, ама нема радост, нема смеа, нема задоволство, нема љубов. Зашто сите овие работи доаѓаат од Господ. И задоволството, и спокојството, и радоста, сето тоа доаѓа од Господ. И тој благословува. Во оние средини каде што се говори само за кариера и за пари, од таму се оди радоста, од таму се оди спокојството и мирот, од таму се оди смеата. Бог благословува ако овие принципи на работното место се исполнуваат. А неговите благослови се поголеми од било што друго. Тој на крајот на краиштата ќе го доноси и напредокот, успехот, исполнетоста и задоволството. Има толку многу кои работат, напредуваат, но се незадоволни. Живеат мизерен живот.
Задоволството и исполнетоста доаѓа од Господ преку правилните односи со Него, со вистинскиот однос, што Тој го бара однос во се што правиме и во оваа област работата. А што пак им пишува на работодавачите? Им вели, а вие господари, исто така, однесувајте се кон нив. Исто така. Како исто така? Како што сакате работниците да се однесуваат кон вас, честно, одговорно, така и вие да се однесувате кон нив. На едно друго место апостол Павле пак пишува до господарите и таму во Колосејаните 4.1 и таму вели вака: вие господари, бидете справедливи спрема слугите своји, давајки им го она што е правично, праведно. Значи, која е идејата? Исто така и вие треба да се однесувате. Овдека пишува во Ефесијаните. Како исто така? Правично. Како што сакате робовите правично да се однесуваат кон вас, одговорно. Да го даваат сето она што треба да го дадат на работното место. Најодговорно, најпосветено. Така и вие, најодговорно, најпосветено треба да им го дадете на работникот она што треба да им го дадете. Правично, праведно. Тоест, не треба на работниците да гледате како на, сака да им каже, како на цедилка за пари. Не треба од нивната пот само да гледате или да ја користите нивната пот само за богатиње. Не треба да гледате како на имот за репродуцирање на повеќе имот. Туку да гледате на нив како на Божји созданија, кои во спасението се еднакви со вас и кои треба да го добијат праведно она што го заслужуваат, што го заработиле. Тоа е вистински однос. Кој е проблемот? Проблемот е што сите работници гледаат како да по-лесно да поминат на работа, а сите пак работодавачи гледаат помалку да дадат. Мислам, тоа е свеста на нашите средини, може би и насекаде. Еден правилен однос кон работата кој го исполнува Божите принципи води кон напредок. Кога работникот работи одговорно, а работодавачот се однесува правично кон работникот, тогаш има напредок. И навистина така успевале општествата во историјата, кога Божите принципи биле применувани во сите области, па и во економијата, и во индустријата. Има денес напишано многу теории на економијата, во кои економските системи на Запад се оцените како успешни, токму бидејќи биле применувани Божите принципи, бидејќи христијани биле и работодавачи и работници. И тоа го има во теоријата на економијата која се изучува на факултетите. Има значајни теоретичари економисти кои велат успехот во определени економии во Европа се дължи единствено на верноста кон Божите принципи. Нивниот одговорен однос кон работата. И кое поведение го бара од работодавачите? Бидете умерени во строгоста своја. Ова малку парафразирано, вистинскиот превод треба да значи и не им се заканувајте, не ги оценувајте постојано. Како се заканувале работодавачите или господарите? Веројатно со дисциплинирање, може би со казнување. Тоа било тогаш во онаа време. На таков начин, преку казнување, преку камшикување, тие ги мотивирале да работат повеќе, да бидат одговорни, да го исцедат од нив сето она што може да се исцеди. Апостол Павле им вели: вие христијани, господари, немојте да ги оценуват, немојте да им се заканувате постојано со казни. Зашто тоа не е вистинскиот начин, како тие ќе бидат предизвикани. Денес, уцената која најмногу кај нас овдека се користи на овие простори, со големата невработеност е отпуштање од работа. Ако не си одговорен или ако не го прави сето она што го барам, ќе загубиш работата и потоа тешко ќе најдеш. Тоа е механизмот. Апостол Павле вели: не треба да бидете односот од страната на работодавачите. Тоест, нивниот правилен однос кон работникот, наградувањето е во суштина она основното, кој ќе го мотивира, не она другото.
И на крајот како ги мотивира? Знаете дека над вас има исто така Господар. Знаејќи дека и над вас самите, и над нив, и над господарите, и над робовите, има на небесата Господар во кого нема лицемерност. Тоест, тој е како на крајот шефот, најголемиот шеф, кој и едните и другите праведно ги третира. Тоест, не покажува протекција или наклонетост кон едните или кон другите повеќе. Обично, наклонетост се покажувало кон господарите. Тие се богати, тие имаат имоти, тие може да дадат повеќе, но Бог не е таков. Бог не се восхитува или Бог не му остава голем впечаток тоа што некој е богат, а некој е роб. Тој сите праведно ги суди. И на крајот завршува всушност и кон господарите и кон работниците. Ако вие работници не извршувате одговорно работата, Бог праведно ќе ве суди. Ако вие господари не им го давате она што го заслужуваат работниците, Бог и вас праведно ќе ве суди. И едните и другите треба да имате во предвид дека Бог ве наблюдува, неговите очи гледаат и тој на крајот ја дава конечната награда. И со тоа сознание и едните и другите пристапете кон работата. Зашто само тоа ќе донесе на крајот на краиштата успех. Тие овие принципи. Некој, тоа е анекдота, можеби вистина, некој директор од источниот дел на Европа, од Русија, во онаа време тогаш, во социализмот, отишол во Германија да склучи договор за купување на некои производи. И седеле во канцеларијата со другиот директор, имало прозорец кон фабричкиот двор, и во еден момент забележал како сите работници ја напуштаат фабриката, се уште средината на работниот ден. И тоаш рекол овој на директорот: "Абе, си одат работниците, нема ли да ги сопрете? Штрајкуваат ли, што е работата?" И овој рекол: "Не грижи се, пак ќе се вратат." И поминало известно време, еден саат, се огласила една сирена и сите како по команда се вратиле назад да работат. И на крајот, кога треба да се склучи договорот, овој едниот директорот во германската фабрика го прашал: "И сега, што ќе купите?" И тој рекол: "Ништо не ми треба. Кажи само колку пари кошта сирената. Сакам сирената да ја купам." Зашто како волшебна сирена, штом ќе се огласи, сите се на работа. Не е до сирената, до одговорноста. Нема волшебна сирена, не е и до строгоста, не е и до законите, до односот што го имаме кон Бог. Вистинскиот однос со Бог. Одговорноста на работното место не доаѓа од стравот од шефовите, зашто тие не се ќе се најдат начини како и тоа да се избегне. Не доаѓа од желбата за повеќе пари, зашто ние може да најдеме начини како повеќе да добиеме, а и помалку да работиме. Одговорноста е прашање на нашиот правилен однос кон Исус Христос, кој преку верата во Него, преку новораѓањето, дава нов однос и кон работата, кон вработените, останатите и кон претпоставените. Како што Бог дава нов однос во секоја област на животот, така дава нов однос, нова перспектива и кон работата. И денес, особено во оваа општество, во кое со презир се гледа на многу нешта, рековме и на семејството, се гледа на верата, се гледа на се во животот, па дури и на оваа област, работата. Ние како христијани, кои светиме како светило, можеме да огрееме и да покажеме како со вистинскиот однос кон работата, преку верата во Христос, можеме да најдеме задоволство, радост и таму. И да покажеме пример на останатите. Затоа и сме овде, затоа веруваме во сите области на животот. Ова е многу важна област. Да покажеме поинаков однос, да покажеме радост, исполнетост, среќа и во таа област. Тоа е Божјата волја за нас.
Tamo kada što Bog ne поставил, Он е што не поставил, одговорно да извршуваме работата и така да покажеме поинаков пример од другите. И тоа пак ќе кажам, не важи само за работното место. За секоја работа што ја работиме, колку да не изгледа здодевна, монотона, повторувана, во домакинството, насекаде. Ако го правиме за Господ, тоа ќе донесе радост. Бог ќе донесе благослов. Бог ќе направи така да бидеме радосни и исполнети. Зашто тоа е на крајот на краиштата вистинскиот благослов. Господ да не благослови да ги следиме овие принципи. Амин.